ја гледам дека му беше непријатно, пошто стварно е тоа непријатна тема да ја збориш у 21 век, затоа што им се мешаш директно во брачниот живот, во сексуалниот живот практично на своите граѓани. Стварно е многу глупо да го коментираш тоа. Ти како држава, извини, треба да создадеш услови за развој позитивен на раст на демографија. Во светот на пример се прави, еве некој земе примерот на примерот од Унгарија. Значи они имаат цела кампања таму, ама таму на пример унгарската претседателка донесе мерка со која што за мајки кои што имаат 3 деца 50% пензија до крајот на животот, почнувајќи од моментот на раѓањето на третото дете, а ако има 4, 70% и ако има 5, 100%, плюс други бенефиции ослободени од данок и така натаму. Така се прави тоа демографска политика. Например, се прават поубави училишта, поубави улици, паркови, да имаат сите општини, да ги имаат сите неопходни услови за живот, јавен превоз и така. Локална економија, да имаат тие деца услови да се развиваат, да имаат да игралишта, да чекаат градинка да се запишат па у градинка. после тоа да имаат кај да работат, кај да одат на пракса и така натака. Тоа така демографска политика. Основата на демографската политика е добра социјална и економска политика. Добра живеачка. Ако има добра социјална и економска политика, ако тебе ти се развиени општините, местата кај што живеат луѓето и така натака, онда ти не треба да им кажеш на луѓето правите деца, сами ќе прават деца. Така е. Ама ти ај правите деца за да може у градинките. Види, Христијан, 62 деца загинаа во пожарот во Кошани, на 15 км од Карбинци. Сите тие 62 деца имаа перспективи да направат 200 деца. Тие 200 да направат 800. Ама тоа е. И сега ти збориш за демографија и за ова немало деца. Имаше деца. Кочани, например, имаше, сега нема.